Добро е ова што се случува на 20 на минути пред почетокот на надпреварот од првото пролетно коло помеѓу Вардар и Шкендија. Се собраа повеќе млади луѓе. Ова се во моментот што го гледаме најверните, најогнените, најжестоките комитите. 15 години од формирањето на навивачката група Комити Кисела вода и она што изостана со прославот пред некој месец, 25 години Комити. Сепак нивната, западната трибина е отворена. Ајде да посакаме да се наполни. Еве, додека правиме од овде, од височина, еден спомен пред овој надпревар со Вардар Шкендија на градскиот стадион, снимајќи ги од озгора комитите, ни паѓа во очи Дарко Смоковски, комита, кој што еве има овдека и еден запис и подсетување за него. Еве не на едно убаво емотивно место од, би рекол, старата јужна трибина, каде што на овој простор околу нас, вака лево од ходникот каде што излегуваат тогаш порано фудбалерите и позади клупата на домашниот тим Вардар, беа лоцирани членовите на Стара Гарда Комити. На овој простор постојано го чува грбот на шефот на стручниот штаб и навива за Вардар. Во оваа ситуација, кога Вардар сепак не е оставен без поддршка од публиката, пред се од навивачката група Комити, па и од другите, и од другиот дел на повозрасната публика, навистина можеби недостасува, не можеби, сигурно недостасува еден таков дел од Вардаровата публика, како што беа Стара Гарда Комити на чело со популарниот Перо Старото, Бог да му душа прости и да почива во мир, еден голем вардарец за кого сум пишувал на страниците на Скок 1991 година во првите 2-3 броја од неговото излегување. Ќе повторам и ќе завршам, на овој простор беа лоцирани Стара Гарда Комити со нивните транспарентни знамиња и со нивната поддршка, го чуваа грбот од тоа време на шефот на стручниот штаб Ѓоко Хаџиевски и на фудбалерите, и секогаш нивниот збор се слушаше и се почитуваше, не баре да не кажам и околу делот, тактиката или онај фудбалер кој добро играа на конкретниот надпревар, не покажува тоа што треба. И денес, да не испуштиме, Вардар ја пречекува Шкендија, дерби на колото во секој случај, убав надпревар, каде што Вардар влегува со еден нов реновиран тим и со нескриени амбиции, после подол период, да ја победи Шкендија, да стигне до тие 3 многу важни бодови, кои во ова не така обемно бодовно салдо многу ќе значат. Шкендија е силен тим, секако, да не кажува, меѓутоа и Вардар има своји сметки и своји планови кога е во прашање освојувањето на бодовите на овој надпревар.